Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Александар Николовски, пратеник и подпредседател на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Господин Николовски, власта најавува дека до крајот на годинава ќе се донесат уставните измени. Ако се остварат нивните најави дека дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе гласа на уставните измени, дали раководството на партијата ќе поднесе оставка, како што за себе најави лидерот на партијата Христијан Мицковски? Па празни приказни се тоа. Година и пол трае оваа приказна, уставни измени под бугарски диктат нема и нема да има, така што ова е затворено прашање. Да, велите дека ниту еден пратеник на ВМРО-ДПМН нема да гласа за Не, затворено е, го затворивме ова. Уставни измени нема да има, така што мислам дека е безпредметно воопшто да влегуваме во тези и хипотези кои што единствена цел имаат да се замајува јавноста од вистинските теми, а тоа е, например, како е возможно да државна лотарија се исели од државни простори, оди во приватни простори, подпише 2,6 милиони евра кирија и после таа фирма е купена од син на пратеникот Дуи. Тоа се реалните теми во Македонија. Таа што да затвориме темата, уставни измени, ни пред избори, да претпоставам вашето следно прашање, ни после избори, под бугарски диктат, нема да има затворена тема. Меѓутоа, уставните измени се дел од преговарачката рамка со Европската унија. Како вие ќе ја смените преговарачката рамка? Тоа се веќе работи на кои што треба да понесат одговорност овие кои што прифатија ваков бугарски диктат, затоа што ова е едно понижување за Македонија и ние секако сме спремни да разговараме за продолжување на европскиот пат на Македонија, но само доколку јако и Бугарија е спремна да направи чекори. Бугарија треба само да го испочитува на што е основен принцип на владење на правото, а тоа е помеѓу другото почитување на пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кој што е највисок суд за човекови права во Европа. Има таму 14 пресуди кои што Бугарија не ги спроведува. Во моментов во процедура има уште 17 други процеси кои што исто така најверојатно ќе завршат во корист на македонците во Бугарија. Бугарија досега нема спроведено ни една. Исто така мора Македонија да има јасни гаранции за својот многовековен идентитет, но исто така и дека нема на следната станица да има повторно вето, како што треба и граѓаните да видат прогрес во однос на преговорите со Европската унија во делот на економска благосостојба, што е најзначајно за граѓаните. Така што сите овие елементи треба да се склопат за Македонија да оди напред и евентуално да направи некаков чекор. Но уставни измени под бугарски диктат се уцена и затоа ние не прифаќаме и секако тоа не се случи заради тоа што пратеничката група на ВМРО-ДПМН се спротивстави и не се изгласаа. Ова прашање заврши на 18 август. Меѓутоа, според претходното искуство, имаше ситуација кога дел пратеници на ВМРО-ДПМН гласаа за уставни измени како што беше за промена на името, што доколку овие најави на власта пак се остварат? Па тоа било во некои други времиња, кога одредени структури на претходното раководство на ВМРО-ДПМН биле во соработка со СДСМ, ги гледаме јавно кои се тие структури. Таква работа сега немаше и повторувам, ова е затворено прашање, еве временски само да го видиме. Така наречениот француски предлог се прифати во јули 2022 година, сега сме ноември 2023 година. Да имало нешто ќе се случило. Во собранието е интерпелацијата за јавниот обвинител Јовески, на кој во декември му истекува мандатот. Вие во изминативе години ја критикувате неговата работа. Каков профил на човек според вас треба да извршува оваа функција? Првично мислам дека треба да е личност која што нема се плаши да отвори истрага против носители на јавни функции од актуелниот состав. Во Македонија не само со Јовески, туку и генерално во 30 и нешто години независност, скоро и да не сме виделе да се отвори независна истрага против актуелен носител на власт. Тоа најчесто се случува после промената на власта, што носи до недоверба во системот, затоа што граѓаните се свесни дека тие кои што во моментот се на власт се заштитени. Тоа е едниот дел. Вториот дел мора да има личен интегритет, да влегува во сектори и да лови корупција од најниско до највисоко, затоа што во Македонија за жал корупцијата се спушти на најниско можно ниво. Практично човек не може да заврши основна административна работа доколку нема братучетка на шалтер или комшија на шалтер или не почасти 100 грама кафе и бомбонјера. И третиот дел, односно ако прашуваме за профил, е човек кој што ќе е спремен да се спротивстави на
јасната организирана шема во која што влегуваат адвокати, обвинители и судии, па така доколку човек има проблеми го најде правиот адвокат, му се завршува работата на суд во негова корист, дури и да не е во право, а човек кој што не го нашол вистинскиот адвокат, дури и да е во право, го губи случајот. Тоа е корупцијата внатре во рамки на овој судско-обвинителски адвокатски свет. Ја критикувате власта и за состојбата во затворите. Како вие би ја намалиле пренатрупаноста на затворите со оглед дека во моментов има над 2000 затвореници, а уште 3000 чекаат за отслужување на казна? Најлесниот начин е да се изградат нови капацитети, секако дека на Македонија недостасуваат капацитети за издржување на затворски казни. И тоа е она што треба да е приоритет. Тоа не се големи парични средства за една држава. Видете само колкава е корупцијата во одредени сектори. Например, кога не би се случувало да фирма која што се занимава со дистрибуција на весници и која што има годишен најголем обрт од 350.000 евра да добие тендер за адитиви во рек битол од 4,2 милиони евра во услови кога е така направена тендерската документација да никој друг не може да учествува, а истата се поврзува со доскорешниот економски директор во Елем поставен од актуелната владеачка гарнитура, тогаш многу лесно ќе се најдат средства за да се изградат дополнителни капацитети, а и постојните секако да се модернизираат за да има похумани услови таму. Вие сметате дека претседателските и парламентарните избори треба да се случат во еден термин, споено, а власта се залага изборите да бидат разделено. Каква е политичката математика? Зошто вам ви одговара еден датум, а на власта одвоено? Па тука мислам дека не се работи за политичка математика, се работи за реалност. Ако одиме што нас би ни одговарало политички, нас ни одговараат раздвоени избори. Од проста причина што ќе победиме убедливо на претседателските избори и после тоа СДСМ ќе се доведе во ситуација да не можат по 20 луѓе да најдат за да ги стават на пратенички листи, затоа што ќе е известно каков драматичен пораст им се случи на парламентарни избори. Така што ако гледаме од тесно партиски интерес, нас повеќе ни одговара да се изборите раздвоени. Но мораме да го гледаме и другиот, а тоа е државниот интерес, затоа што ние пред се занимаваме со јавна работа. До денес, на нашиот аргумент дека само за месец и пол до 2 толку е разликата помеѓу претседателските и парламентарните избори, нема логика да се трошат дупло средства, да се дупло ангажираат избирачки одбори и да целата држава е замрзната 7 месеци заради другите одредби од изборниот законник во кој што многу активности на државата запираат во време на избори, ние не дојавме кредибилен контрааргумент од другата страна, зошто е подобро од економски аспект пред се и од практичен аспект за Македонија да има 2 изборни циклуси, а не да има еден споен изборен циклус. Всушност во минатото, секогаш кога изборите од еден или друг тип, некогаш биле локални со претседателски, некогаш биле претседателски со парламентарни, биле вака блиску се спојувале, затоа што рациото тоа го кажува. До денес не дојавме ни еден кредибилен одговор на нашите прашања, зошто за Македонија е подобро да потроши дупло пари и да е 6 до 7 месеци замрзната со своите активности за да спроведе 2 изборни циклуси, при тоа со овој степен на иселување од Македонија, ризикувајќи да претседателските избори воопшто не успеат, од проста причина што во вториот круг е потребно да има 40% излезност. Сега ако видите дека во Македонија според последниот попис активно во државата живеат некаде 1.800.000 луѓе со се деца до 18 години, а дека на избирачкиот список има 1.860.000 само полнолетни граѓани. Тоа е така затоа што имаме голема диаспора и сите имаат право на пасош и на лична карта кои што сакаат и соодветно на тоа на избирачко право. Тоаш кога ќе испоредите овие бројки ќе видите дека е многу тешко да се стигне до 40% во избори во кои што народот нема мотив да излегува или дел од народот нема мотив да излегува. Со ова однесување на власта на ДУИ и СДСМ, на Македонија може да се случат 3 изборни циклуси и целосно замрзната држава цела година. Затоа што ако според нив има прво претседателски па парламентарни, доколку претседателските не успеат, ќе треба да се повторат и тоа значи дека на Македонија ќе се случат 3 изборни циклуси во една година. Зошто не учествувате во работната група во Министерство за правда за изборниот законник? Имаме принципиелен став, тоа е несериозно однесување од две причини. Прво, изборен законник не носи Министерството за правда, носи Собранието, така што местото за дискусија за изборниот законник секогаш во минатото било во Собранието. И второ,
принципиелно има методологија како се разговара за изборен законник со сета почит, но не може гласот на ВМРО-ДПМНЕ како најголема политичка партија во собранието со најголем број пратеници, гласот на некоја невладина организација да е исти, а на тој начин е дизајнирана таа работна група. Доколку од власта се охрабрат да на друг начин разговараме за изборниот законник, а тоа е преку соодветна представеност внатре во собранието, каде што и место да се разговара за изборниот законник, секако дека ќе разговараме и ќе се обидеме да договориме барем примена на препораките на ОПСИ и на ОДИХР, како што тоа сме го правиле пред секој изборен циклус претходно и имаме позитивни искуства во овој дел. Ако се оди според актуелниот изборен законник, ќе учествувате во техничка влада? Актуелниот изборен законник и законот за влада предвидуваат техничка влада 100 дена пред избори, сега дека ќе учествуваме. Зошто не наговестувате кого би кандидирале за председател, бидејќи има уште помалку од половина година до председателските избори? Има две причини. Едната е натрепартиска, втората е повеќе поврзана со ова што го дискутиравме досега. Натрепартиската имаме јасна процедура на еден специфичен избор на кандидат за председател преку конвенција. Така е тоа традиција во ВМРО-ДПМНЕ од основање на партијата. И таа конвенција се случи во јануари и февруари месец, каде што цело членство на партијата гласа за кандидат за председател. Во однос на другиот дел, мислам дека не е незначајно дали изборите ќе бидат споени или раздвоени и врз основа на тоа да се изради тактиката како да се настапи на тие избори. Додека не го добиеме одговорот на тоа прашање, мислам дека би било несериозно од нас да излегуваме со било каков кандидат. Во изминатиот период ВМРО-ДПМНЕ излегуваше со обвинување за корупција на функционери на ДУИ. Дали тоа значи дека ако победите по изборите нема да коалицирате како што велите со криминалците од ДУИ? После изборите една работа е сигурна, а тоа е дека влада со ДУИ нема да има. Ова раководство на ДУИ за жал се криминализираше до максимален можен степен. Скоро и да нема ден во кој што нема афера во која што дел се представници на ДУИ. Тоа е однесување кое што никој не може да го толерира и однесување кое што треба да биде истражено од органите, а не да биде дел од владина работа, затоа што ние излегуваме со наша програма и таа програма не можете да спроведите со луѓе кои што одат со владина работа и размислуваат како да злоупотребат нешто или да направат криминал. Слично велеше и СДСМ, односно тогашниот лидер Зоран Заев, дека нема да коалицира во 2016-та. Мислам дека една од причините што СДСМ е со ваков рейтинг каков што е и што се пред извесен пораст на парламентарните избори е што не го реализира тоа свое ветување. Ако СДСМ оди во предизборна коалиција со албанска партија, дали ВМРО-ДПМНЕ би имало храброст да направи такво нешто? Па, мислам дека не се работи за храброст, се работи за поклопување на изборни програми. Чесно е да излезете пред луѓето со нешто што можете после тоа да го реализирате. Јас сум убеден дека ВМРО-ДПМНЕ самостојно ќе освои мнозинство во собранието, односно 61 пратеник, така што нашиот настап на парламентарните избори ќе е насочен кон она што е визија на ВМРО-ДПМНЕ. Секако после изборите и заради реалноста во Македонија, без разлика колку пратеници ќе освоиме, ние сме спремни да поразговараме со потенцијални партнери од така наречениот албански кампус и да видиме дали можат да ни се спојат програмите. Секако тука предност има ова што е сега така наречена албанска опозиција. Дали ВМРО-ДПМНЕ ќе понуди некаков ангажман на Гордана Јанкуловска откако таа сега е на слобода, односно излезе од затвор? Па веројатно треба и самата да размисли дали сака да се занимава со политика или не сака. Таа е член на партијата, била генерален секретар на партијата, така што секојаш е добре дојдена во партијата. Јас лично сум соработувал кога Гордана беше генерален секретар на партијата, минатиот пат кога бевме во опозиција. Јас бев председател на Унијата на млади сили и имам исклучително високо мислење за неа, но на крај тоа се одлуки за кои што и самата треба да размисли. Имаше еден тежок период во животот, една класична жртва на политички прогон и во тој контекст мислам дека одлуката треба да е заедничка. Господин Николовски, ви благодарам. Благодарам, беше задоволство. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.